Ги следите регионалните вести на телевизија КИС. Дефект бил причината за повеќе часовниот прекин во водоснабдувањето на Тетово. Екипите на јавното комунално претпријатие го санираа дефектот и водоснабдувањето е нормализирано. Дефект во водоводната мрежа била причината за неколку часовниот прекин во водоснабдувањето во делови од градот Тетово вчера попладне и утрово. Според раководителот на работната единица водовод при ЈКП Тетово Сабедин Абедини, предпладнево дефектот бил саниран и водоснабдувањето е нормализирано. Станува збор за пукната цевка од водоводната мрежа на улицата Михајло Рајчевиќ, која од 16 до 18 часот вчера и од 8 до 10 часот и 30 минути денес ги оставила без вода граѓаните на улицата Маршал Тито, Борис Кидрич, дел од Благоја Тоска и други. Овој период протокот на вода бележи подобрување и изнесува 250 литри во секунда. Зголемувањето на протокот се должи на топењето на снегот, на температурите и друго, појаснуваат од водовод. Инаку оптимален проток за солидно водоснабдување е 350 литри во секунда, кој според очекувањата треба да се достигне во наредните месеци. Во тек се и рестрикциите на вода за граѓаните на Тетово и тие траат 4 часови, а се спроведуваат секој ден од 1 до 5 часот. Од ЈКП Тетово работна единица водовод уште еднаш апелираат до граѓаните за рационално користење на водата. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи денес оствари средба со делегација на Советот на Европа. Теута Арифи, градоначалничката на општина Тетово, денес се сретна со новите известувачи на Комисијата за почитување на обврските и заложбите на земјите членки на Советот на Европа. На средбата се разговараше за актуелната политичка состојба, процесот на децентрализација, како и за проблемите со кои се соочува општината. Денеска општина Тетово беше дел од програмата на делегацијата на Парламентарната асамблеја на Советот на Европа, која е една мониторинг мисија, адхок формирана група и која во рамките на својата програма фактички го има целиот државен врв и другите средби и каде што се вклучени и две општини, во случајот Тетово и Гостивар. Со нашите гости разговаравме, значи нивниот интерес беше претежно состојбите, генералната политичка ситуација, како таа се пресликува во локалната самоуправа, колку се реализираат законите за децентрализација, кои се проблемите на општините, имајќи го предвид фактот дека Советот на Европа исто така дава голема предност и внимание, значи, на елементот на децентрализацијата. Секако дека и во иднината ќе имаме повеќе вакви мисии и општина Тетово останува отворена, значи, за да ги даде одговорите кога се бараат тоа од нејзина страна. За време на нивниот престој, Комисијата за наблюдување на Советот на Европа остварија повеќе средби со представници на политички партии и институции. Известителите од Комисијата за наблюдување на Советот на Европа остварија средби со градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта. Пржинскиот договор, човековите слободи и права и децентрализацијата биле дел од темите за кои се разговарало на средбата. Известителите на Комисијата за почитување на обврските и заложбите на земјите членки на Советот на Европа денес беа во општина Гостивар на средба со градоначалникот Невзат Бејта. На средбата се разговарало за процесот на децентрализација, како и за спроведувањето на договорот од Пржино. Во соопштението за настанот стои дека градоначалникот Бејта го изнал својот став дека Пржинскиот договор е спроведен во голема мера и изразил убедување дека лидерите на партиите потписнички ќе најдат согласност во однос на изборните реформи и законот за медиуми. Бејта потенцирал дека договорот треба да се спроведе во целост како единствен начин за излез од политичката криза. Тема на разговор биле и состојбите во земјава во однос на човековите права, владењето на правото и демократијата, како и продолжувањето на имплементација на резолуцијата за последователно следење на диалогот со Македонија.
Представниците на Советот на Европа биле информирани и за локалните состојби во Гостивар, со посебен акцент на меѓуетничкиот и меѓукултурен соживот и толеранција. По прашањето на децентрализација, Бејта е навел забелешката за неправилна распределба на средствата од блок дотациите наменети за образование. 37-годишна тетовка доби кривична пријава за сторено кривично дело убиство на дете при пораѓање. Полицијата соопшти дека е утврдено дека мртвото бебе кое беше најдено во тоалет во тетовската болница во ноември минатата година е нејзино. За сторено кривично дело убиство на дете при пораѓање 37-годишна тетовка доби кривична пријава. Случајот беше изнесен во јавноста кога лекар од тетовската болница пронајде мртво новороденче во тоалетот на интерното одделение. Настано се случи во ноември минатата година кога лекарите соопштија дека бебето го родила НС од тетовското село Групчин. Жената која уште тогаш тврдеше дека не била бремена и не се породила, сега заработи кривична пријава. Полицијата ја сомничи дека сторила кривично дело убиство на дете при пораѓање. 37-годишната тетовка на 2 ноември била примена на интерното одделение во болницата, но поради дијагнозата била препратена на гинекологија. Тај незиниот сопруг тврдеа дека не била ни бремена, но лекарите се изјаснија дека имала спонтано породување, а пронајденото бебе одговарало на 6 месец од бременост. Од преземените мерки утврдено е дека пријавената била примена истиот ден во 16 часот на гинеколошкото одделение во Тетово, а од извршеното вештачење констатирано било комплетно совпаѓање на земените примероци за испитување од бебето и пријавената, соопшти денеска полицијата. Тетовец во помошен објект во дворот пронашол експлозивна направа. Рачната бомба била подигната и транспортирана од представници на Дирекцијата за заштита и спасување. 61-годишен тетовец вчера пријавил дека во помошен објект во дворот пред неговата куќа на улицата Љубљанска пронашол експлозивна направа рачна бомба, која најверојатно била ставена во паднатиот дел од таванот. Бомбата од германско производство била со дрвена рачка во значително корозирана состојба и без видливи ознаки. По пријавувањето извршен е комплетен увид, бомбата и местото се фотодокументирани, а нешто подоцна е подигната и безбедно транспортирана од представниците на Дирекцијата за заштита и спасување. Полицискиот билтен бележи уште еден настан, имено вчера вечер околу 21 часот на паркинг покрај патот Тетово-Попова шапка во близина на расадиште. Полициски службеници на СВР Тетово забележале патничко возило Голф 5 со тетовски регистарски таблици управувано од 22 годишник од Желино, а во кое се наоѓале уште 3 лица од ова село на возраст од 21, 27 и 30 години. При преглед на двајца во возилото пронајдени и со потврда се одземени 2 завиткани банкноти со непозната треблива материја кои ќе се вештачат. 4 од возилото се приведени, разговарано е со нив, пошто се пуштени и ќе се соочат со соодветен поднесок. При контрола полицијата вчера во Тетово утврди 16 пречекорувања на дозволената брзина. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со заседени сообраќајно-контролни активности во Тетово и Гостивар, чија заедничка цел е навремено откривање и соодветно санкционирање на различните видови прекршоци, пропусти и недостатоци. Во вчерашните активности на тетовските сообраќајци од 11 до 15 часот утврдени се 16 пречекорувања на брзината во и надвор од населено место. 5 од нив биле пречекорување во населено место од 10 до 30 км на час, исто толку од 30 до 50 км, додека тројца возачи ја пречекориле брзината од 50 до 70 км надвор од населено место. Сите прекршители ќе се соочат со поднесоци. Во гостиварската акција пак, спроведена речиси во истото време, откриени се 4 прекршоци кои се однесуваат на уреди опрема, регистарски таблички, неправилно пристигнување и непочитување на сообраќајните знаци. Констатираните прекршоци заокружени се со прекршочни или мандатни платни налози, зависно тоа за каков вид прекршок станува збор. Ваквите активности со несмајана динамика ќе продолжат и во наредниот период во двата полошки градови и без исклучоци ќе се санкционираат сите прекршоци. При тоа, посебен акцент ќе биде ставен на брзината, техничката исправност и паркирањето во Тетово и Гостивар. Доставата на декемвриските и јануарските решенија за радиодифузна такса ќе се врши во текот на овој месец, информира од Управата за јавни приходи.
Од управата за јавни приходи информираа дека во тек е доставата на декемвриските и јануарските решенија за радиодифузна такса, како што стои во нивното соопштение, поради потребата од дополнителни проверки на базите на податоци за радиодифузна такса и координирани активности со јавното предпријатие МРТ, доставата на декемвриските и јануарските решенија за радиодифузна такса ќе се врши во месец февруари, односно веќе е отпочната. Плаќањето на радиодифузна такса за овие 2 месеци граѓаните и фирмите потребно е да го извршат во најкраток можен рок од приемот на решенијата. Од управата за јавни приходи потсетуваат дека граѓаните можат да ги користат електронските сервиси за проверка и плаќање на радиодифузна такса. Плаќањето преку интернет се врши со безготовинска картичка издадена од домашна банка, Виза, Маестро или Мастеркард. Регистрацијата за користење на оваа услуга е бесплатна за сите граѓани. Вечерва на програмата на телевизија КИС со почеток во 20 часот ќе емитуваме репортажата од прославувањето на празникот посветен на Свети Трифон во тетовското село Челопек. Државната изборна комисија денеска ќе врши тестирање на системот за вкрстување на податоци, од утре ќе ја почне постапката за прочистување на избирачкиот список. Обезбедени се податоци од 10 релевантни институции, а првичната процена е дека процедурата ќе трае неколку дена, пошто треба да следува теренска проверка. Во моментов во избирачкиот список се запишани 1.804.000 гласачи. Сепак по прочистувањето на списокот ќе се знае точната бројка. На 19 февруари ќе излеземе со процена дали Македонија ќе биде подготвена за предвремени парламентарни избори на 24 април. Во оваа фаза нема проценка дали ситуацијата ќе се одвива во еден или во друг правец. Се е во рацете на партиите. Ова денеска го изјави евроамбасадорот Иво Орав на новинарско прашање на пресконференција на ИПА фондовите. Запрашан дали в петок ќе дојде еврокомисарот за проширување и за соседска политика Јоханес Хан, тој изјави дека денеска не може ништо да потврди. Орав не сакаше да коментира што ќе се случи доколку изборите се одложат и додаде дека се е оставено во рацете на политичките партии. Тој рече дека поддршката од меѓународната заедница е тука ако политичките партии го побараат тоа од нив. Основното јавно обвинителство Скопје денеска соопшти дека одбива на специјалното јавно обвинителство да му достави 3 кривични предмети кои ги побарало. Се работи за предметите Маđar Телеком, предметот за неовластено поседување оружје против Зоран Верушевски и предметот за производство и дистрибуција на детска порнографија против неговиот син. Според скопското обвинителство, предметите што се бараат не се поврзани, ниту пак произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите и затоа специјалното јавно обвинителство не е надлежно за нив. Во соопштението се наведува дека основното јавно обвинителство Скопје побарало од Советот на обвинители да се произнесе за законитоста на барањето. Екс-преседателот на Франција Никола Саркози попладнево беше обвинет за нелегално финансирање на председателската изборна кампања во 2012 година преку аферата наречена Биг Малион, објави јавниот обвинител на Републиката Франсуа Моленс. Поранешниот шеф на државата беше денес цел ден на распитка и стражниот судија под сомнение дека трошењето за време на изборната кампања се фалсификувани за да се сокрие огромното надминување на законскиот плафон на трошоци од 22,5 милиони евра. Судиите се интересираат за буџетот на партијата на Саркози од 2012 година. Сумата од 13,5 милиони евра била потрошена, а биле пријавени само 3 милиони евра преку сметките за кампањата. Американскиот суд нареди во вторникот на компанијата Apple да ја помогне на сојузната полиција FBI да го дешифрира мобилниот телефон кој припаѓал на Саед Ризван Фарук, еден од напаѓачите во масакрот извршен во декември во Сан Бернардино во Калифорнија. Саед Ризван Фарук и неговата сопруга Ташфин Малик, вооружени со автоматски пушки и пиштоли, пред една седмица во нападот во Центар за грижа на лица со ментални пречки во Сан Бернардино убија 14, а ранија 22 луѓе. Двајцата беа убиени по неколку часа во престрелка со полицијата која го блокираше нивното возило при обидот да избегаат. Обединетите нации соопштија дека сириската влада се согласила да дозволи пристап на хуманитарната помош во 7 опколени градови. Хуманитарните организации подготвуваат конвои за овие градови и тие ќе заминат во градовите што е можно побрзо.
изјави представник на Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарната помош. Сириските власти дадоа зелено светло за помоштот како специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија Стефан Ди Мастура престојуваше во Дамаск. Американската рок група Eagles of Death Metal синоќа во Париската Олимпија го заврши концертот започнат и прекинат во трагичната ноќ на 13 ноември во Батаклан за време на терористичките напади во Париз. Концертот на кој ќе се сеќава историјата беше замислен како 2 часа музика со цел да се истера стравот и болката. Терористичкиот напад од 13 ноември во Батаклан не ја жигоса само Франција, туку и целиот свет на музиката, бидејќи 90 фанови на рок-н-рол музиката загинаа под рафалите на терористите. 3 месеци по варварскиот чин американската група одржа нов концерт во Олимпија за преживеаните и блиските на жртвите. Денес имавме сончево време со умерена облачност и топло за овој период од годината. Утринските температури се движа од 5 до 14 степени, додека во текот на денот од 18 до 23 степени. Времето утре ќе биде претежно облачно со локален дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од источен правец. Утренските температури ќе се движат од 4 до 10 степени, а дневните од 13 до 20 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.